Нашата джудистка Катерина Николовска загуби од турската противничка Бурса Катипоглу на стартот од надпреварите во Рио, категорија до 63 килограми. Мора да се истакне дека Николовска беше и повеќе од рамноправен противника, загуби во екстра времето. Во живо од Рио ја вклучуваме Николовска за незините впечатоци од настапот на Олимписките игри. Катерина, се надевам дека се гледаме и слушаме. Денеска го имаше настапот во Рио, загуби во екстра времето. Дали си задоволна од прикажаното и дали победата избегна во последен момент? Добро вечер на сите, добро вечер Македонија. Најпрво сакам да знам дека ова се Олимписки игри и најголемиот настан на планетата, но сакам да изразам сочувство на настраданите во незгодата, несреќата во Скопје и до нивните семејства. Се надевав на победа, размислував за победа, се спремав и се подготвував за победа. Можам да кажам дека во последен момент победата ми избега од рака. Кога почнав златниот поен, цела борба 4 минути ја оставаме на страна и размислуваме само на тој златен поен да го добиеме, да победиме. Јас напаѓав, но арбитрите, судиите досудија дека тоа не беше доволно од моја страна за победа. Да им појасниме на гледачите како се доаѓа до борба во тој така наречен златен поен. Беше нерешено по 4 минути борба. Така, джудо борбата кај жените, кај девојките трае 4 минути. Во мојот случај борбата ја почнав со моја активност, имав три напади, добри напади, при што противничката доби казна за неактивност. После тоа равноправно се борев и не престанав, туку се обидував да добијам поен и да ја победам борбата во тие 4 минути. Но на моја жалост за тоа добив казнен поен. Тоа значи дека двете имавме казнени поени по еден и борбата е нерешена. Ако борбата тие 4 минути се заврши нерешено, борбата се одлучува на продолжение. Тоа во джудо го викаме golden score или златен поен, каде треба да освоиш поен или еден од двата натпреварувачи да биде казнет. Така во тој дел во екстра времето, во така наречениот златен поен, судиите досудија дека имаш лажен напад, така наречен, како што ми објасни ти пред ова вклучување. На крајот, Катерина, дали си задоволна од она што ти го даде сама од себе на Олимписките игри и што можеме да очекуваме од тебе во иднина? Така, јас само сакам да кажам дека воопшто не размислував што ќе се случи, само влегов во борба храбро и да го дадам својот максимум. Нормално дека посакував победата, зашто тоа се спремав целите 4 години, ова беше сон за мене и за секој спортист. Задоволна сум како ја изработив борбата во тие 4 минути. Во голден скорот моментално не сум свесна како изгледаат тие два напади. Кога ќе анализирам борбата, подобро ќе знам да кажам. Но искрено, после вториот напад не очекував дека мене судијата ќе ме казне, че станав и едноставно очекував дека борбата ќе продолжи. Задоволна сум како помина тие 4 минути, но жал ми е што мојот прв настапот на македонското джудо на овие летни олимписки игри не го завршив со една победа, а за понатаки не можам да размислам како би било. Катерина, ти благодарам за вклучувањето од Рио во вестите на телевизија Нова. Ти посакувам во иднина подобри резултати и секако многу успех. Така, ви благодарам и вас, и ако можам само накратко да се заблагодарам на Македонскиот олимписки комитет за целосната поддршка во моите подготовки, на тренерот Игор Пасковски, джудо клубот Миоки од Скопје и неизмерната поддршка на джудо клуб Сплит и браќата тренери Прерадовиќ, кои исто така вложија во мене за да бидам тука.
Благодарам уште еднаш за одвоеното време. Тоа беше разговорот со Николовска. Во продолжение, како загуби Николовска од турската џудистка. Катерина Николовска имаше солиден настап против турчинката Бусра Капитоглу. Дуелот беше изравнет, а победникот беше добиен со казнени поени. По 4 минути борба, Николовска и Капитоглу имаа по еден казнен поен. Победникот мораше да биде добиен во екстра времето каде нема временско ограничување, а победникот се добива со златен поен или казна. Нашата Николовска имаше 2 напади во низа, но судиите тоа го оценија како лажен напад и заработи казна шидо, односно тоа значеше поен за турчинката, која со тоа ги продолжи борбите понатаму. И покрај елиминацијата, Николовска беше одлична во својата категорија до 63 кг, на несреќен начин ја загуби борбата со турската џудистка. По Николовска до крајот на игрите ќе имаме уште тројца спортисти. Веќе утре пливачот Марко Блажевски ќе се надпреварува во квалификациите на 200 метри мешано, потоа ќе следуваат двајцата наши атлетичари Ристе Пандев на 13 август ќе се бори во квалификациите на 100 метри, додека Дрите Ислјами на 15 август ќе се надпреварува во квалификациите на 400 метри со пречки. Тоа ќе биде нашиот последен настап на игрите. Подсетуваме дека пливачката Ана Богдановски вчера постави нов државен рекорд на 200 метри слободно, пливајќи во квалификациите во оваа дисциплина, а уште на првиот надпреварувачки ден стрелачката Нина Балабан испука под незините можности. Утре во Рио настапува Марко Блажевски, вториот наш пливач, а Анастасија Богдановски, како што вети, така и исполни го собори државниот рекорд на 200 метри слободно. Богдановски ја имаме во живо од Рио, Ана го собори рекордот, ги исполни ветувањата. Дали си задоволна од настапот на Олимписките игри? Задоволна сум. Јас сакав рекордот да го слушам и го слушав рекордот, така задоволна сум сега моментално. Дали си задоволна и од времето кое го постигна и од таа временска дистанца од стариот со новиот рекорд, навистина извонреден резултат имаше во Рио? Па се мислам дека можеше и побрзо, стално мислам дека можем поарно да пливам, а се надевам понатака дека пак е подобро време. Дали е твоето остварување она што беше како цел исполнето? Дали ти практично овие подготовки кои ги имаше ти помогна да дојдеш до овој резултат? Кој го најави, кој го очекуваш и кој го оствари? Да, се задоволна сум од тен и се скратив 76 стотинки и се качев горе на пласман неколку место. Едно е она што ние го гледаме преку екраните, што се случува на пливачкиот турнир на Олимписките игри. Има многу соборени светски рекорди. Дали очекуваш овој тренд на соборување на светски рекорди да продолжи во иднина? Майкл Фелпс има 19 злата. Кој е твојот фаворит на Олимпискиот пливачки турнир? Майкл Фелпс тренира исто со мене и он ми е фаворит. Не знам, гледам како се труди секој ден на тренинг и дека стварно има желба за пливање и стално за него навивам најгласно. Исто знаев дека волку рекорди ќе имавме, светски рекорди, пливањето секој година е појако и појако. На мојата трка цела секунда се скрати 16-то место од Лондон. Дали очекуваш во иднина да имаш и подобри резултати? Дали останува само оваа дисциплина примарна во твојата кариера? Јас имам многу голема желба за пливање и ќе продолжам и се надевам дека ќе имам и поголеми резултати понатакај. И некој ден на стотка сакам да пливам и да скратам време и на тоа. На медицински факултет одам сега одма после ова, ама се надевам дека ќе можем и да тренирам како што сакам и да продолжам со пливање. И сосема за крај да те прашам, дали има некои нови трендови во пливањето кои се применуваат на Олимписките игри во Рио во однос на она што беше како споредба во Лондон пред 4 години?
Па градно многу се смени, многу е појако и за машките и за женските моментално. Имат нови услови за колку можеш делфин да клоцаш после старт и се тоа се менува. И сега се многу појаки на градно. И гледам сега и подолгите трки на крал се појачуваат секој година. Анастасија, ти благодарам. Уште еднаш благодарам и за ветувањето кое го исполни, што го собори македонскиот државен рекорд. Се надеваме на нови добри твои резултати и во иднина. Благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас, фала. Третиот надпреварувачки ден во Рио сепак мина без соборени светски рекорди. Пливањето се одржува во раните утрински часови. Преглед на денот. Унгарката Катинка Хосу стана првата олимпика на овие игри која дојде до повеќе медали. Таа е златна на 100 метри грбно за вториот триумф во Рио, откако претходно со светски рекорд стана олимписка шампионка на 400 метри мешано. Среброто го освои американката Кетлин Бейкер, а бронзата одика и две пливачки кои има идентичен резултат, канаѓанката Кайли Мейси и кинезинката Фу Јуан Хуј. Рајан Марфи со рекорд на Олимписките игри освои злато на 100 метри грбно, продолжувајќи ја доминацијата на американските пливачи во оваа дисциплина, која трае уште од игрите во Атланта во 1996 година. Марфи постигна време од 51:94, што е второ најбрзо во историјата, по резултатот на Арон Пирсол од 2009 година, кога беа дозволени нетекстилните костими за капење. Кинезот Ксу Јуау го освои среброто, станувајќи првиот пливач од неговата држава со медал во оваа дисциплина. Американката Лили Кинг го освои олимпиското злато на 100 метри градно во трката во која се надпреваруваше русинката Јулија Ефимова, на која што и припадна среброто, а бронзата отиде кај втората американска пливачка Кейти Мели. Оваа трка беше специфична бидејќи дел од публиката со негодување ја дочека Ефимова, која што минатата недела ја доби легалната битка со суспензијата. Таа е една од неколкуте руски надпреварувачки кои успеа по правен пат да ја отфрли суспензијата изречена поради наводите за масовно користење допинг во рускиот спорт. Таа беше суспендирана од 2013 до 2015 и успеа да докаже дека не треба да има втора суспензија за неа за прекршок за кој што веќе издржала казна. Контроверзниот кинески пливач Сунг Јанг стана првиот представник од неговата држава со олимписка титула на 200 метри слободно. Сребрениот од игрите во Лондон го остави зад себе сребрениот јужноафриканец Четле Клос за 55 стотинки. Сан освои сребро и на 400 метри слободно. Бронзата му припадна на американецот Конор Дајер. Најголемата звезда